Струмичките студенти, напредни и млади македонски интелектуалци, а ваши сограѓани, Борис Бјалев, Стево Топчев, Мирко Пецев, Георги Костуранов, Георги Јарамов, кои несебично ги дадоа своите животи за самостојна, независна и обединета македонска држава. Нивната визија и сон и желба беа спречени од ваши сограѓани, припадници на југословенската комунистичка идеологија и филозофија. Почитувани присутни, кога се зборува за струмичката студентска петорка, пожелно е да се каже во кое време тие делуваа и кои биле нивните визии, желби, идеи и изградена свест за македонската национална припадност и самобитност. По завршување на Втората светска војна, овие нивни напредни идеи и политички ставови ги принуделе како студенти да се вклучат во првите редови за изразување на незадоволство од таквата идеологија на комунизмот. Но Озна, Удба и Кос, не само во Струмица, ами во цела Македонија, почнаа со апсење во повеќе градови и села. Ова траеше се до 1991 година, кога Македонија стана самостојна држава и го донесе својот устав како темел за градење на правна, демократска и економски просперитетна држава, со заштитени граѓански права и желба да стане членка на Европска унија и НАТО, како што била и желбата на 5 струмички студенти, а ваши сограѓани и на политичките затвореници во Македонија од тој период, цитирам, под закрила на Англо-Америка и капиталистичко уредување, а не за комунизам и комунистичко уредување. За жал, тоа никогаш не се оствари во југословенската ниту во комунистичката визија, а преточена во комунистичката партија и прифатена од македонските комунисти кои беа следбеници и ученици на таа идеологија. Југословенските и титовистичките заедно со македонските комунисти не водеа сметка за македонскиот народ и иднината на Македонија. Туку единствена цел и била да се дограбат до власта, а заедно со Светозар Вукмановиќ Темпо да ја спроведат југословенската и титовистичката политика.